да спомнеме прво за самата тема на вашата книга, што всушност ве поттикна да ја напишете и која беше првичната идеја? Така, овој роман, Изгубените женски ракописи, всушност зборува за многу важна тема. Освен што зборува за развојот на македонската книжевност, зборува за женското присуство во развојот на македонската книжевност, а тоа ќе признаеме сите што нели читаме, што се занимаваме со култура, што се занимаваме со книжевност и така натаму, дека некако се забележува отсуство на тоа присуство, на женското присуство, и можам да речем дека овој роман е инспириран од претходниот роман Излегувањето од Ценка, односно Тајното женско училиште, кој што фактички работеше истата тема за важност, односно за придонесот на жените во 19 век, вклучувајќи го и зборникот на Миладиновци, нивното учество во тој зборник и нивното учество во целокупната, да речем, и литература, меѓутоа и култура, но и политика. Така што љубопитноста која што ја создаде претходниот роман, морам да кажам голема благодарност до моите читатели. Токму таа љубопитност ме поттикна да продолжам да истражувам нели на таа тема, односно да изнесам на виделина уште многу женски имиња кои што ќе покажат дека Македонија во 19 век не било заостанато место како што е нели прикажувано и по учебници, па и во, да речеме, во голем дел од литературата, туку баш напротив, Македонија имала во тој период жени кои што навистина биле високи интелектуалки, кои што дале огромен придонес во тоа што сме денеска. Да, вие секогаш ставате фокус, како што спомнавте и во претходното дело, за постоењето, но и важноста и развојот на книжевноста создавано од жени во текот на сите овие Да, изминати години, па и векови. така, така, така. Така, сега кога сме кај самиот наслов буди љубопитност, секако, но што всушност представуваат изгубените женски ракописи и каква символика тие носат, конкретно за овој роман? Символиката, нели, мислам дека е представена и на самата корица, затоа што, да речеме, кај нас недостига тој опиплив факт, опиплив доказ за тоа присуство на жените, меѓутоа со текот на времето гледам се повеќе научници почнуваат да се занимаваат со тоа, така да го наречеме условно женско прашање, односно женско присуство во литературата. Така што изгубените можеби, бидејќи сепак станува збор, иако изнесува, како што реков, многу важни женски имиња, меѓутоа романот сам по себе како жанр нели е фикција, така што изгубените символизира токму на тоа да остави простор кај читателите, дали тие ќе поверуваат во тоа што го изнесувам, односно во тоа што го изнесува романот, во постоењето на тие жени интелектуалки, или сепак нели ќе останат во некоја сенка или ќе останат во некој заборав. Токму тоа е и насловот и корицата, меѓутоа и целта на целиот роман, дека сепак ние како индивидуи, нели, на индивидуално ниво, некој пат треба да прочепкаме во минатото, односно да ја проборичкаме благодарение на љубопитноста или да ја разбудиме таа љубопитност во нас, и сметам дека така сите можеме да дадеме некаков придонес во осознавањето, односно недознавањето на некои вистини, затоа што ќе се согласиме дека сега нели актуелно е да се зборува за, не знам, тие херојеве, прашањето со историската комисија со Бугарија, со Македонија и така натаму, некако како да сме заглавени за едни исти, да речем, херои, ги забораваме, па можем да речем дека и двете страни ги забораваме херојките фактички во тоа време, затоа што без разлика, да речеме, на незината интелектуална способност, меѓутоа важноста на жената, односно улогата на жената, без разлика и на незиното образование од секој пат, не само во 19 век, била еден од најважните столбови во секое семејство, бидејќи благодарение на неа семејството обстојувало, така што сметам дека, односно со моите книги сакам на некој начин да ја исправам таа неправда што им е нанесена генерално на жените. Во книгата се испреплетуваат историски факти, но исто така и фикција. Морам да признам дека е многу голем предизвик, меѓутоа како што одминува време, бидејќи овој роман негде околу пред 2 години ми е готов и нели беше резултат на долгогодишно истражување, затоа што имаме многу малку материјали од тие области, односно многу малку се знаат тие имиња,
по архиви и така натаму, буквално, значи, поминав голем период во истражување. Меѓутоа, бидејќи, како што реков, ја завршив книгата и оставив некое време да одстои, и морам да признам дека и мене ми е некако предизвик, и мене ми е интересно за да ја пронадам границата меѓу тоа што е фактот, што е фикцијата во книгата. И еве веќе почнав да добивам коментари од првите читатели, исто кога ќе ме прашаат што е вистина, а што е фикција. Некако мислам дека јас не сум 100% сигурна да видам каде се наоѓа таа граница, таа дистинкција, и мислам дека тоа е всушност и убавината, да речеме, на напишувањето, затоа што без разлика во романот сите тие факти изнесени си се вистина за самиот роман, а во реалноста и оставаме простор читателите, нели, со, како што рековме, некое минимално истражување да откријат што тоа е факт, што тоа е фикција. Предпоставувам прашањето одеше во таа насока, како ги пополнувам тие, односно како ги спојувам фактите и фикцијата. Некако сите тие жени или сите тие ликови, меѓутоа во романот мислам дека да, претежно се женски ликови, нели, таков и насловот на романот, си живеат свој живот, односно јас имам чувство како само да ги следам, само да го запишувам, секој карактер си има свој пат, јас само го засведочувам и го запишам тоа постоење, и навистината мислам дека најубавото во пишувањето, најпредизвикувачкото. Дали, Диана, наидовте на личности и податоци кои посебно ве фасцинираа? Да, апсолутно, апсолутно. Пример, многу е важно и многу е интересно, затоа што еве во учебниците, како што спомнавте, исто така и професорка сум, па тие факти ми се, да речем, и свежи, односно постојано ги поминувам. Дека во 19 век, кога биле отпечатани првите книги на македонски народен јазик од Јоаким Крчевски и Кирил Печиновиќ, меѓутоа во случајот Јоаким Крчевски, пракса било пред, бидејќи поради недостаток на финансии, пред да се тргне во тој пат во отпечатувањето на книгата, да се собираат финансии, односно од побогатите семејства, да помагаат парично издавањето на книгата, подоцна авторот како благодарност ги запишувал нивните имиња на последната страница од книгата. Па така во тие книги на Јоаким Крчевски, пример, многу е важно да се забележи дека има неколку женски имиња кои што дале голем придонес во тоа време, во смисла 20 гроша, 15 гроша и така натаму, што е многу интересно ако се има предвид пак дека жените не биле плаќани за работата што ја вршиле, односно не биле плаќани за тоа што се домаќинки, и многу интересен фактот од каде им дошле тие пари, како ги заштедувале тие пари и така натаму, што уште еднаш го потврдува тоа дека жените не седеле со скрстени раце наблюдувајќи го немо светот и случувањата, посебно во Македонија, туку баш напротив, учествувале апсолутно. Мене многу фасцинантна како личност, како лик ми е жената на Димитар Миладинов, Димитра Миладинова, која што била една од најучените жени во 19 век, една од најписмените жени во 19 век. Од неа се останати писмата кои што ги пишувала до големите луѓе во Македонија кога биле затворени браќата Миладиновци. Меѓутоа и таа била многу важен столб во семејството, ако ги земеме предвид сите отсуства на Димитар Миладинов, неговото учителствување по другите градови, неговото патување и така натаму. И исто така многу фасцинантно со неа ми е кога веќе ќе се случи или смртта на Миладиновци, односно кога ќе исчезнат Миладиновци, која веќе за нив ќе нема ниту трага ниту глас, добива помош од Русија, односно помош во вид на стипендија да се школува нејзиното машко дете Страшимир, мислам дека се викаше, ако добро се сеќавам. Меѓутоа таа одлучува таа стипендија да ја даде на нејзината ќерка Царевна наместо на Страшимир, односно да помогне во учењето на нејзината ќерка, и Царевна подоцна станува многу важна исто така интелектуалка и многу важна личност, благодарение на која се зачувани ликот и делото на Миладиновци. Така што има еден куп, Славка Динкова, има многу важно училиште кое што во 19 век исто така се формирало во Солун Ученољубие, училиште за жени, преведувачки работилници и така натаму. Значи апсолутно имаме големо богатство и многу е интересно да се дознаваат и да се истражуваат тие работи. Меѓутоа, за жал, некако мислам дека па и самите институции немаат некоја голем слух за сите тие работи, со оглед на тоа што и мојот роман 2 пати беше одбиван од Министерство за култура, кој што ги поддржува, нели, романите, односно проектите од национален интерес, меѓутоа па тоа го прави уште по, да речем, интересен романот.
Апсолутно, треба да се дознаваат нешта од историјата која што не сме ги знаеле, конкретно ете и за жените, и за нивната важност која што еве спомнавте и вие е исклучителна. Имаме толку многу со што да се гордееме и да сватиме дека македонската жена од секогаш била силна, но исто така и интелектуалка, нели? Така. Апсолутно, да, апсолутно. Посебно ако ги земеме предвид условите, нели, неслободата, турско робство, условите, сиромаштието, тоа е навистина за за пофалба, апсолутно. Така, за оние кои што сакале да учат и да се развиваат, но ете во денешно време е сосем и целата таа ситуација променета, нели жените постепено си добиваат свое место и во општеството и се ценет и признаени. Но ете во смисла на тоа какви се првите печатоци Диана од читателите кои стигнуваат до вас? Јас сум искрено многу среќна за тоа што веќе почнав многу брзо, односно романот, ако добро се сеќам, негде од прилика пред околу 2 недели излезе од печат и веќе добив огромен број, голем број на луѓе кои што ја прочитале книгата, кои што ми пренесоа, се разбира, позитивни впечатоци, меѓутоа јас секој пат сум отворена и да ги примам и негативните, односно можеби насоките, затоа што многу тешко е како автор, бидејќи ти живееш во книгата и можеби некои работи ми се јасни мене во главата, за читателите можеби и не се толку јасни, меѓутоа многу сум среќна прво не толку поради коментарите кои што ги добивам, туку среќна сум поради интересот кој што македонската читателска публика ја има кон тие теми, и тоа е многу важно, затоа што најважна цел на секоја книга е да ја разбуричка љубопитноста кај читателот. Тогаш целта кога тоа е постигнато, мислам дека и како автор се чувствувам успешно, меѓутоа и книгата како книга ја постигнала својата цел и својата улога. Така, кои се печатуците од вашите ученици? А, Како помладата генерација ги разбира овие теми? а, последнава книга излезе веќе, нели, кога ни почна летниот распуст, така што еве не се имам видено со учениците, меѓутоа гледам, бидејќи сега, нели, на мода е секој да стави Instagram стори, Facebook стори и така натаму, гледам дека веќе се запознаени со книгата и дека голем дел од нив ја и имаат, меѓутоа тоа што многу ме радуваше е за претходната книга, за претходниот роман, кој што моите ученици веќе голем дел го имаа набавено. Иако мене секој пат ми е непријатно, морам да признам, кога ученик ќе ми се појави на час со книгата моја за подпис, тоа ми е навистина некако непријатно, ама од друга страна убаво чувство. Меѓутоа многу ме радува тоа што еве такви теми, бидејќи тоа се пред сепак и историски теми, будат интерес кај нив, меѓутоа и што имаат почит и кон македонските писатели, како важни, нели, држачи на македонскиот идентитет, македонската култура, меѓутоа и на македонската книжевност, но и што таквите теми, односно, јас неколку пати имав и разговор со некои советници од Биро за развој на образованието и така натаму, дека треба тие теми како што се зборникот на Миладиновци или тој книжевен 19 век да го воскреснеме, условно кажано, а ќе го воскреснеме на некој, да речеме, помодерен начин, и сметам дека тој модерен начин, сега можеби малку нескромно звучи, меѓутоа сметам дека тој модерен начин се наоѓа и во моите книги, односно во темите кои што ги опфаќаат моите книги. Да, дефинитивно е така и еве по романот излегувањето оценка тајното женско училиште повторно се навраќате на она женска перспектива и ја доближувате до читателите. А всушност што е она што ве потикнува да пишувате за овие теми? Па како што спомнав и на почетокот, мислам дека никој пат немам размислуване, иако многу често го добивам тоа прашање, што е тоа што те поттикнува, мислам дека тоа е баш чувството поради неправдата на која што е нанесена, односно бидејќи, како што ви реков, можеби голем дел потекнува и од моите ученици, да речем, таа инспирација, бидејќи многу пати кога работиме, пак се навраќам на, нели, на тој 19 век, бидејќи е многу важен за македонската култура, идентитет и книжевност. Секој пат кога зборуваме и ќе добиам коментар, добро, немало ниту една жена во тој период, и некако сами така почнуваат да се јавуваат и прашањата, односно се појавуваат многу прашања кои што, нели, и трагањето по одговори на тие прашања
впечатлувања, мислам дека ги создаваат тие книги. Меѓутоа, да, дефинитивно прво поради отсуството, ние имаме пример во македонската книжевност, сега во моментов не можам да се сетам, меѓутоа имаме романи кои што ги опфаќаат, да речеме, тие машки херои, без разлика еве Ѓорги Абаџиев Пустина е гениално дело во кое што зборува нели за слунските атентатори, и други книги кои што некако ни ја даваат машката перспектива на случувањата, а женската, освен не, може да речеме Велика од Пиреј, може би како книжевен лик само можам да ја издвојам, друг моментално не можам да се сетам дали покажува како жените го поминувале тој период, како се чувствувале и така натаму. Дијана, дали веќе размислувате можеби за некој нов книжевен проект? Па да, апсолутно, односно, како што спомнав, ракописот кој што излезе сега ми е некаде околу 2 години, нели стоеше во фиока, дури сега се отпечати. И тој период сметам дека созрев уште повеќе како автор, уште повеќе како писателка и моментално работам, да, работам на збирка раскази, односно кратките форми кои што пак исто така се присутни во романот, затоа што заборавив да спомнам дека всушност во романот освен односно е прикажано умирањето на кратките приказни, односно расказите на сметка на големите, така што сега моментално ми е предизвик, создавам, односно пишувам раскази и ако успеам во тоа што го имам замислено, мислам дека овие раскази, оваа збирка раскази ќе биде нешто ново во македонската книжевност, затоа што мене предизвик ми е да експериментирам со формите, меѓутоа не само и со формите, туку и со самата содржина, така што се надевам, еве за сега супер ми иде, се надевам дека скоро моите читатели ќе може да добијат избирка раскази кое што ќе биде нешто ново во македонската книжевност. Па тоа би било фантастично и еве јас како ваша читателка со нетрпение чекам да видам што сте ни подготвиле ново. Во секој случај ви благодарам за одвоеното време. Вие сте моментално на планина, еве открите ни каде сте и како го поминувате време во природа. Да, моментално сум во моето место тоа ми е инспирација, односно да поминувам најголем дел за пишување. Се наоѓам на планина да во Јабланица. Нели, овде е многу посвежо, за разлика од во градот, во градовите, посебно за Скопје да не зборуваме. Тивко е, птиците, не знам, може ги слушате во позадина, така што навистина е место во кое што можеш и духовно, меѓутоа и физички да одмориш. И секој пат ова место ми носи некоја нова идеја, ми дава некоја нова идеја и дефинитивно е совршеното место за пишување и мислам дека како што поминува време сите се освестуваме за тоа колку се важни планините, колку е важна природата, посебно во вакви нели некои високи температури и така натаму. Така што да, се наоѓам на Јабланица. Одлично. И Дополнителна ето, инспирација ќе ви даде планината, верувам. апсолутно, апсолутно така. И за крај, кажете ни каде можат гледачите да си ја купат вашата нова книга Изгубените женски ракописи? Книгата е веќе дистрибуирана низ неколку книжарници, односно може да ја најдат во Антолог, во или во трите книжарници на издавачката Куќа 3, во Полица, во Илика исто така, меѓутоа може да ја нарачаат и онлайн на Купи книга, а денови ќе биде однесени во книжарниците во останатите градови. Професорке Петрова, ви благодарам многу за одвоеното време и за овој разговор. Ви посакувам и понатака инспирација за нови дела. Ви благодарам на поканата.